Добро вечер. Среда, 21 часот и 10 минути, малку доцниме, бидејќи деновите се густи со настани, па не успеваме сите тајминзи точно да ги погодиме. Ова е печат на неделата. Јас сум Сашо Ордановски, прва емисија од новиот циклус за 2019 година. Денешната емисија се обидовме да насловиме како поглед врз високата политика од надвор од собранието. Значи, моите вечерашни гости се луѓе кои што не се во големите партии, не се во собраниските клупи, не се во високата политика, каде што прегнантно се разговара за проблемите низ кои што поминува Македонија, но се дел од политичката сцена. Добро вечер за Здравко Савески, кој ни доаѓа од Левица, член на Централниот комитет и на врвното раководство на Левица. Добро вечер и од мене. Добро вечер, Здравко. Петар Колев, кој што е претседател на Граѓанско-демократската унија, партија која што се формираше минатата година и која што се почесто ја гледаме на македонската политичка сцена. Добро вечер, Петар. Добро вечер на вас и на гледачите на Еден ТВ. Благодарам. И Михаил Пановски, кој што е бивши пратеник, дел од овие реформски напори кои што се член на ВМРО ДПМН. Член на ВМРО ДПМН, ќе дојдов и до тоа, дел од овие реформски напори со кои што се обидувате да ја реформирате партијата, но сепак не сте во раководството на партијата, ниту во некаква активна политика каква што се практикува. Така, добро вечер. Поздрав. Добро вечер на сите. И јас имам едно општо прашање и можеби не е лошо еве да почнеме со Михаил, бидејќи сепак искуството на Масава веројатно е супериорно во однос на нас другите на политичката сцена. Михаил, како ти се гледа политичкиот момент низ кој што сега поминува Македонија? Денеска се закажа седницата за уставни промени кои што ќе се одвиваат најверојатно утре гласањата. Се чини дека се конституира некакво двотретинско мнозинство кое повеќе или помалку нема да биде проблематично. Меѓутоа истовремено тоа се одвива и во една атмосфера на противења, во една атмосфера на протести и така натаму и со неучество на најголемата опозициона партија во тој процес. Која е твојата проценка за сегашната ситуација? Не, процесот ќе заврши. Тој почне и ќе заврши, мислам. Петок кога ќе биде гласањето, ќе си помине. Можно е дури и утре да биде. И така ако нема дискусија, да. Штета што ВМРО ДПМН остана надвор од процесот и дојде во ситуација денеска да Бачев и компанија, значи фактички да им се приклучува на нив. Значи мислам дека тоа мораше партијата да направи вистинска проценка, да се приклучи кон овие евроатлантски интеграции, со тоа ќе се намалеше тензијата во државата, бидејќи многу луѓе, најголемиот дел не го прочитале ова, секој си формира мислење од тоа што ќе го чуе од тие политичари што ги симпатизира. Тој процес ќе помине, мислам. Ја верувам и во Грција дека ќе помине. И понатака ќе мора Македонија оваа година да се заврти кон тие суштествените проблеми што се во државата. То нема да биде мала политичката штета, тоа го разговараме во различни прилики, на различни начини, ја се надевам дека и вечерва ќе го поразговараме, што сепак најголемата опозициона партија успеа повторно во некаква историски контекст да остане вон еден, да кажем, ајде прозападен, европски контекст во кој што оди Македонија со сите контроверзии на тој пат. Лично сметам дека од овој процес штета голема ќе извлечат и СДСМ и ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН бидејќи остана надвор од процесот, си ја затвара полека вратата кон нашите евроатлантски партнери, а со тоа и према барањето коалиционен партнер кај албанците, зашто да не се лажеме, без сериозен партнер помеѓу на албанската политичка сцена, ниту една партија во Македонија не може да дојде на власт. ВМРО ДПМН и СДСМ ќе платат висока цена. Тоа предпоставувам дека е одлична вест за моите други двајца гости, бидејќи можда ова, Петар, е првпатен да вака објективно после подолги години шанса за некаква нова опција која што ќе се обиде да се постави помеѓу овие два, да кажем, гиганти кои што постојат на политичката сцена. Која е вашата проценка за тој момент и воопшто за ова каде сега оди Македонија? Знаете ли, председ за мене е непријатен момент после 27 години постоење на независна македонска држава и после 27 години објаснување пред македонската јавност дека еден од националните приоритети на државата е членството во Европската унија и НАТО. На 100% од анкетите до сега, повеќе од 70 до 80% од нашиве сограѓани се изјасниле дека сакаат членство во Европска унија и во НАТО.
И за мене е жал што ние не успеавме како општество и како држава да создадеме општо национален консензус по ова прашање. Тоест, да се обединиме околу основните приоритети, тие 3, 4, 5 стратешки приоритети за Република Македонија. Ако ги погледнеме на назад овие прашања сврзани со промената на името, уставните промени и така натаму, подпишувањето на договорот со Бугарија, со Грција, јас не можам да заборавам кога СДСМ беше во опозиција и ВМРО ДПМН, онаа влада на Ѓорѓиевски, во почетокот владата на Груевски се обидуваше да направи некакви исчекори, особено владата на Ѓорѓиевски кој што потпиша декларација со Бугарија по ова прашање кој што е фундамент на тој договор за добрососедство. Се сеќавам на реакциите на социјалдемократскиот Сојуз на Македонија, кои што не беа поразлични, можеби од денешниве реакции на голем дел од така наречените критичари. Тука не само оние кои што се од ВМРО ДПМН, а и од некои други партии. Навистина не можам да разберам зошто политичарите, колегите во оваа земја се однесуваат така авантуристички и популистички по едни од основните прашања за државата. Дали ние како држава имаме национален приоритет членство во НАТО и во Европската унија? И кога ќе си го одговориме тоа прашање, дека тоа е еден од нашите основни државни приоритети, тогаш не гледам зошто да не успееме да изградиме општо национален консензус, поддржан од максимално број партии, општествени организации и така натаму, и да се обидеме да влеземе во тој процес со цел да го завршиме што е можно побрзо. Добро, се надевам дека вечерва токму тоа ќе го поразговараме. Затоа и не сакав да влезам во овој разговор со тоа, како што кажавте вие, има простор за тоа да добиеме некакви политички поени, бидејќи би се претворил или во СДСМ или во ВМРО ДПМН тогаш кога биле во опозиција. Јас за членството на Република Македонија во НАТО и во Европска унија сметам дека оваа етапа е многу чувствителна и сите треба да бидеме максимално одговорни. Треба да се вложиме до максимум да помогнеме еднаш за секогаш тоа прашање да биде затворено и нашава земја да се поздравиме скоро со членство во НАТО и во Европска унија. Дека ви е јасно дека вашата позиција аутсайдерска е релативно погасна отколку овие кои што се лично замешани во целата каша и каде што тоа членство има и некакви лични. Тука е одговорноста. Многу е лесно од мојава позиција јас да го напаѓам министерот за надворешни, премиерот за компромисите кои што ги направил, но тоа е популизам. Тоа не е сериозна политика. Дали ние сакаме да изградиме сериозни позиции и да се обидеме тогаш кога е потребно за државата, кога е потребно за реализирање на националните интереси на оваа земја, да пројавиме малку и себе жртва во тој процес и да не се користиме со тие алатки на популизмот, напаѓајќи ги луѓето кои што реално ја туркаат работата во таква насока. Знаев кој има битно различен став во прашање бидејќи кога станува збор за консензуален договор, претпоставувам дека и не е проблемот во тоа што има политичари кои што едните се за НАТО, другите против. Проблемот е во тие политичари кои што немаат став. Може некој да ми го формулира ставот на лидерот на опозицијата, тој зашто е? За НАТО, против НАТО, за ЕУ, против ЕУ. Ја држи говор на протестите и тоа ќе биде повторна прилика да се обиде да ја објасни таа, инаку се согласувам прилично нејасна позиција. Здравко, вие имате артикулиран став против целиот овој процес. И мислам дека и прилично гласно го кажувате. Како е вашиот пресек на работите во овој момент? Ова е нелегитимен процес кој го спроведува власта на СДСМ. Немаат поддршка кај народот за овој процес. Овој процес е поставен на погрешни основи уште од самиот почеток. На самиот почеток кај што беше поставено манипулативно прашање, намерно избрано за да се доведе до заблуда граѓанството дека овај референдум е за зачленување во Европската унија. Понатаму беше проблем тоа што беше прогласен референдумот за консултативен со отворена можност да се манипулира резултатот иако биде позитивен. Добро, тоа е додуше законски возможно. Да, како и претходната власт, и оваа власт се вади на законските одредби и знае да ја изигрува демократијата. Вие сте во принцип против процесот како што се изведе или сте против воопшто членството на Македонија во НАТО, па и во Европското? Например, она што е типично за Македонија е убивање на дискусијата и на дебатата и вртење на стари излитени тези кои постојано се верглаат и се употребува она Гебелсова стратегија 100 пати повторена лага станува вистина. Значи, околу членството на НАТО се поттикнуваат празни надежи и рационални стравови кај населението и после врз основа на сето тој процес се тврди дека се има големо мнозинство. Дајте да овозможиме дебата врз основа на аргументи,
па после да видиме дали Има ли тие некој ставови друг на масава држат чувство или не. дека дебата за оваа работа немало во Македонија? Например, се случува, се извинувам, се случува во студио на тема за членување во НАТО да бидат подканети четворица гости, сите четворица за. Дали тоа е дебат? Па да, знам, ама ако анкетите покажуваат дека над 70-80% од и тоа со години, како една константа, ако од граѓаните поддржуваат, понекогаш е тешко да најдете некој кој е против тоа. А левица е една од тие политички партии кои има јасен се став. потрудат да ги најдат луѓето кои можат да аргументираат, ќе ги најдат. Дали доволно се потрудиле, тоа е друго прашање. А и прашањето е зашто да ги бараат, ако веќе огромен дел од јавноста стои зад идејата. Кого да бараме сега? Тоа значи дека новинарите треба да произведат неопходност противна позиција, дури и кога голем дел од граѓаните се против тоа? Одговорноста на новинарството е да овозможат дебат. Ако може да се најдат тие луѓе, па дури и да не биле во моментот тоа припадници на двете владеачки партии, треба да овозможат граѓаните да ослушнат аргументот, бидејќи аргументираната дебата е основа на градењето демократска култура. Во принцип се во право. Дозволувам, јас дури ве прашувам, имате ли чувство дека таква дебата недостасувала во Македонија? За мене не е проблемот во тоа, во една дебата дали ќе учествуваат политичари кои што го застапуваат ставот за или против. Ето, левица е со јасен став и ние можеме да дебатираме со аргументи и да се убедуваме кој е во правилна позиција и чија позиција е поправилна и што треба да направи Република Македонија во иднина. Јас се чудам на присуството примерно на голем дел од раководството на ВМРО ДПМН на дебатите за членство на Македонија во Европската унија. Не знам на која тема дискутираат, бидејќи се уште не сум слушнал став. Дали тие се за или се против. Кога се за, со што помогнале процесот да се случи, да излезат и јасно пред целата позиција и тогаш дека... да знаеме, ето ние со Здравко сме на две различни мисли. Така е, и ние нивната можеме позиција да е дека дебатираме. се за, дека се против начинот на кој тоа се спроведе. Објаснете ми тогаш како ние ќе станеме членка на Европската унија и НАТО, ето го прифаќам, ако не потпишеме договор со Бугарија, кој што треба да гласа за нашето членство, и ако не го средиме прашањето со Грција, кој што исто така треба. Јас не сум во позиција на тоа да ви има одговорам. решение Со Унгарија во врска со екстрадицијата на Никола Груевски. Ако излезе господинот Мицкоски и ми предложи такво решение, ајде да го слушнеме и да го дебатираме. Но досега дали некој во Македонија слушнал такво решение? И тогаш логично е прашањето кога станува збор за таа дебата. Што чуму Христијан Мицкоски разговара за членството на Македонија во НАТО? Михаел, има или нема дебата доволно за овие прашања во Македонија, не само во овој период, него и години наназад? Бидејќи може би Здравко не е сосема да не е во право во смисла на тоа да на вистина голем дел од соговорниците, веќе гајте, ДУЕ е за тоа, ДП е за тоа, ВМРО е за тоа, говорам барем формално, номинално, СДСМ е за тоа. Тој предпоставувам негде околу 90-80% од политичката сцена. Сега, прашањето за баланс е какво прашање? Ова е абсолвирана тема. Уште 92 година парламентот првиот донесе одлука, стратешка одлука, значи Македонија правецот да биде членство во НАТО и во ЕУ. Дискутираме за ова работа 25 години. Значи ние имаме камен околу вратот. Каменот наш околу вратот е проблемот што го имаме со Грција околу името. И ние ако не го решиме тој проблем, ние никогаш нема да влеземе во тие институции. Значи да не се лажеме. А ако не влеземе во тие институции, па се отвараат многу други безбедносни и економски проблеми. Ако е ова вака и ако да речеме дека проблемот е всушност произведен, а реално е друга ситуацијата, чувствувате ли вие поддршка на вашата партија која има дистинктивно спротивен став од овие трендови? Да, Тогаш што би требало да се отвори за вас еден простор? Она што е факт е дека поддршка за левица во овој процес поради принципијалниот став на левица во врска со процесот на уставни измени е во пораст. И инаку за кога зборуваме за поддршката, да речеме од прилика 80% од граѓаните ја поддржуваат за членувањето во НАТО. Тоа значи дека 20% не го поддржуваат. 20% е петтина. Ако некој ја направи анализата на медиумскиот простор, дали 20% им е одвоен на луѓето кои се против членството во НАТО, јас мислам дека процентот ќе падне негде на
2-3%. Добро, додуше треба да бидеме реални во тоа. Не се тие 20% против. Во нив има луѓе кои што не се заинтересирани, има луѓе кои Да се објаснам против и за така натаму. нашата позиција Не е спорно околу дека е целиот овој процес. прилично мал делот на луѓето кои се против тоа. Мислам, тоа не може да се спори, веројатно не е ни петина помалку од тоа. Претпоставам дека има во тие... Анкетите може да се видат и Добро. јас пак ќе кажам, значи поддршката, ако не се шират ирационални стравови, деме ќе не нападнат соседите, и овде има еден доста интересен парадокс. Луѓе кои шират ирационални стравови од нашите соседи, истовремено ви се луѓе кои тврдат дека ние треба да се плашиме од соседите, демек тенкови има на границите, за ние да се зачне и ние мораме да се зачнеме. Мислам дека е Тоа е тоа доста прекруто сведување на таа позиција, не е баш така. Се таква. прочепка малку подлабоко во аргументацијата на поддржувачите на НАТО, ќе кажат дека тоа е заради безбедност, гарантирање на безбедноста, а кој тоа нас ке не нападне? Оеднаш соседите. И сега како тоа поддржувате процес кој демек го градите аргументацијата, демек сакате да се приближите на соседите, а истовремено ширите стравови од соседите. Па нема во тоа, нема грешка во логиката. Да. Процесот е баш таков, да ширите добро соседство за да ги надминете евентуалните проблеми со соседите. Баш ова дефиницијата што ја кажавте. Евентуалните проблеми, значи ако ние Македонија има историја долга со проблеми со соседите, тоа не е спорно. има далеку полесен начин и поевтин на воспоставување добри меѓусоседски односи помеѓу балканските народи. А тоа е тргање настрана на национализмот кој е присутен во сите балкански земји и градење меѓусебна доверба. А не вооружување до заби. Со тоа многу лесно ќе се согласат, претпоставам сите вечера. Не е НАТО само безбедностен значи проект. Значи ја НАТО поише го гледам како воведување на демократски стандарди во државата. Значи да, значи еве земете на Албанија. Да, пред да влезе во НАТО, колку беа странските инвестиции? Унгарија и зборувајте за демократските стандарди во МОЛА. Значи види, НАТО не е само воен сојуз. Добро, Значи, ширење на членството во демократски НАТО значи стандарди, така? влез на странски инвестиции во Вие државата. рековте дека Значи, во Албанија воведувањето на влегувањето во НАТО ги изголемува демократските стандарди во земјата. Да, апсолутно. А кажете ми дали нивото на демократија во Унгарија е моментално поголемо отколку пред да биде членка на НАТО? И дали нивото на демократија во Унгарија, кај што се штити Никола Груевски, е во опаѓање или во пораст? Ама чекајте вака. Јас намерно ја оставам од дискусија да се развие, зашто мислам дека може би и тоа да го 30, значи секогаш има исклучоци од правилото. Земете ја Турција. Секогаш може да дојде некој диктатор кој што ќе узурпира власта. Како во демократски клуб? На демократијата. Како во демократски клуб имате недемократски земји? Не, Турција е посебен пример. Според мене ние се наоѓаме на една етапа од развојот на нашата земја во кој што јасно треба да заземеме став на чија страна во светот ќе играме. Дали ќе играме на страната на Западот, тоа е со лидерот Соединетите Американски држави и силните држави во Европската унија, тоа е еднава страна, и другава страна тоа се членкиве нели на НАТО и на Европска унија, и другава страна е јасна, тоа е орбитата на влијание на Русија и на некои други азиски земји. Постои трета страна која што е заговора нашиот сосед, која мислам блиска на ова што левица го заговора, тоа може да биде неутрален. Но ние третата страна би била Господин неутрална. Ордановски, јас сум човек Јас само се обидувам да ви кажам дека дека реалист. Јас сум согласен Македонија да имаше таков економски потенцијал, таква сила геополитичка за да може да игра трети фактор во светот. Хајде да бидеме реалисти, хајде да погледнеме на работите малку реално. Нашава земја, за жал, ако го преброиме, ако го изброиме населението реално кое што живее во Македонија, можеби е под 1,5 милиона. Ајде да погледнеме каде одат. Таа линија на аргументација ми е позната. Здравко, дали може Македонија да биде неутрална земја? Може, во овој Балкан, во оваа политичка реалност. Например, кај нас постојано се импутира тезата дека членството во НАТО е нужно или фаза за членување во Европската унија. Значи, различно е за членување во Европската унија, за членување во НАТО. Левица е за членување во Европската унија на Македонија, но не е за
влегување во НАТО. Ама во таа Европска унија е Унгарија која спомнете, во таа Европска унија и Турција која што е кандидат. Во таа Европска унија се сите овие земји кои што сега како ви пречат за НАТО, а не ви пречат за Европска унија. Во однос повторно ние немаме дебата за Европска унија. Значи имате членството во Европска унија не гарантира економски раст, не гарантира повишување на нивото на демократија. Здравко, знам, ама ова е враќање на некои елементарни работи, не гарантирано создава услови. Значи се работи овдека за Во Унгарија не се создадени услови. Па во Унгарија се создадени многу големи услови, тоа е бивша комунистичка земја во која што денеска има демократска власт, во која што дури во која што дури кога ќе ја злоупотребите, доаѓате во ситуација да бидете предмет на евентуални промени на наредни избори. Иначе знаеме од кај произлеговме и ние, и унгарците, и целиот бивши Советски сојуз. Сакам да ви кажам дека аномалиите на проблемите со кои се соочува во Европската унија и земјите членки на НАТО во област на демократијата, тоа не е нешто што е во камен исклесано. Она што јас сакам да ви сакам да кажам дека во амбиентот на Европската унија и НАТО секако тие работи подобро се решаваат. Од економски развој до демократија. Тоа мислам дека е тезата. Тоа се фактите, да речеме, се извинувам, кои кажуваат врз основа на случајот на Унгарија дека сето тоа е само градење на кула од карти во воздух. Значи Унгарија е членка во Европската унија 15 години, а во НАТО 20 години. Во овие години демократијата во Унгарија опаѓа, се намалува. Значи во Унгарија воведоа робовладетелски закон. Ајде, за да не ја претвориме емисијата во разговор за унгарските состојби. Дали демократијата во Македонија ќе се подобрува со членството во НАТО и во Европска унија? Тоа е прашање за вас, но и за другите. Ако ми дозволите, за да си одговориме многу лесно на прашањето каде сакаат, особено идните македонски генерации, тоест генерациите кои што идат да живеат, дали во НАТО и ЕУ или надвор од НАТО и ЕУ, погледнете ги билетите кои што се продаваат на аеродромот во Скопје за кои дестинации во светот се и каде трајно се иселуваат нашите сограѓани кои што се основно млади и перспективни луѓе. 99% од нив заминуваат или во Европска унија или во Соединетите Американски држави. И сега ние овде во земјава дискутираме на темава со кој, каде и во кој сојуз да влеземе. Сметам дека тие луѓе јасно и категорично ни кажале во какви услови, во какво општество, по какви правила на игра сакат да живеат и да се развиваат. И ако тоа навистина е така, тогаш зошто ние се спротиставуваме на целиот тој процес? Бидејќи како држава немаме капацитет да воведеме гениални идеи за уредување наше политичко, ајде да почнеме во тој процес на интеграција во НАТО и во Европската унија да ги спроведуваме правилата на игра кои што се во тие земји кај што се иселуваат нашите сограѓани. И тоа ќе започне во самиот процес за интеграција во НАТО и во Европската унија. И како што велите вие за демократијата, ако ги ставиме работиве на кантар, да има исклучоци, да има лоши примери на секаде ни светот и особено и во Европската унија и во НАТО, земјите во членки на НАТО, но ако ги ставиме како кантар за мерило едниот свет, НАТО и ЕУ светот и другиот и останатиот свет, останува збор за демократијата, сметам дека нема место за компарација. Западниот свет е далеку подемократски и поразвиен. И тоа влијание, јас сум сигурен, дека во оној процес на преговори за Европска унија, кој што започнува со поглавја 23, кој што е основниот проблем во нашето општество, а тоа е владењето на правото и начинот по кој што се практицира во Република Македонија, од таму ќе започне клучната демократизација на земјава. Михаил, повели затоа што ќе треба и реклами да пуштиме, така што овој круг да го завршиме, предлагам, бидејќи токму е тоа следното за што ќе разговараме. Режија, ако може рекламниот блок, за да барем таа задача ја оставиме зад нас. Пелистарка ви подарува апликација за здрав живот, здрави навики и здрави одлуки во 2019-та. Календар со спортски настани, културни случувања и празници. Организатор на вашите секојдневни обврски. Потсетник за тоа колку вода пиете во текот на денот. За здрави одлуки во 2019-та. Пелистарка. Среќни празници.
Само за вас, од 24 декември до 13 јануари, купувајте со поен плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Димен свински врат 1 килограм, 299 денари, плюс 100 поени. Екстра мешано сирење 1 килограм, 218 денари, плюс 100 поени. Вино тъга за југ тиквеш 750 мл, 217 денари, плюс 380 поени на вашата поен плюс картичка. Од сега, купувајте во Тинекс и онлайн. Посетете ја нашата нова интернет продавница на e-tinex.mk и испазарете во само неколку чекори. Тинекс, со еден клик до дома. Метрополис, број 1 радиомрежа. Назад сме во студиото каде што водиме дебата за каков е погледот вон големите високите политики во Македонија, вон големите партии. Разговараме со тројца изволено интересни соговорници за тоа во кој политички момент се наоѓа Македонија на работот, започнувањето на овие би рекле веројатно сутрешните или евентуално во петок гласање за промена на уставот, на работот, започнување на реалното зачленување во НАТО, а потоа веројатно и во Европската унија. Михаил сакаше една поента да излече кое што пред рекламите ја остававме неискажено. Значи, само кратко да кажам, да го заокружиме. Значи, сите што ги отвараат дилемите за членство во НАТО, во Европска унија поготово, нека размислат колку пари ние годишно добиваме по многу основи од Европската унија. Грантови разни, кредити со огромен грејс период, со ниски камати. Да се прерачунаме од 92-3 година до ден денеска ќе искочи таа бројка многу голема и ја ви тврдам дека ние без таа помош од Европската унија сме неодржливи во моментот како држава. Добро. Предпоставам дека и во првиот дел од емисијата прилично потрошивме време и мислам дека аргументите се јасни на сите страни околу таа позиција. Она што мене сега ме интересира е, Здравко, влегуваме во еден нов процес, а тоа е на 3 февруари ќе мора да бидат распишани претседателските избори. Со оглед на сите овие настани кои што се случуваат околу меѓу другото и промената на уставот и така натаму, постојат варијанти во кои што Македонија може да влезе во неуспешен процес на претседателски избори. Како вам ви се чини целата таа ситуација? Кои ќе бидат вашите позиции како левица во фазата што следува? Левица ќе го соопшти ставот во врска со претседателските избори набрзо, бидејќи во моментот сме концентрирани на тековните политички и социјални процеси кои се случуваат во Република Македонија. Социјалните процеси ми се доста важни, бидејќи на крајот од годината власта изврши удар врз сиромашните граѓани, особено пазарџиите, наплатувајќи им и бркајќи ги луѓе пензионери кои остваруваат дополнителни приходи преку продавање на пазар. Значи, не зборуваме за не знам какви приходи, туку зборуваме за крпење на живот. За тоа сте во право, но гледате по големата слика. Значи подигнување на просечна плата, подигнување минимална плата, воведување скалес данок. Знаете како не ви се чини подигнува, тоа дека е покрупен проект отколку оваа, зашто инаку лесно ќе се согласиме, мислам дека е срамота да се бркаат просечна плата. Имаме си зголемија платата на вице-премиерите и тоа ќе има позитивен ефект. Вице-премиерите се четворица, а просечната плата во Македонија се дели на стотици илјади луѓе. Јасна ми е политичката поента и веројатно е срамота што четворица вице-премиери се тоа е тешка срамота, срамота и е процес кој левица не е подготвена да игнорира. Како ќе се рефлектира тоа на вашите позиции сега понатаму во... Гледајте, левица е различна партија од сите други партии. Левица не ја гледа само високата политика, игнорирајќи ги маките на обичниот човек. Маките на обичниот човек нас ни се доста важни. Значи, тоа што пазарџи се удрени, тоа што работници не им исплаќаат К15, за нас е важен процес. Може би за другите не е важен, за нас е важен. Има период до распишувањето на претседателските избори и ние во тој период ќе излеземе со став во врска со тоа. Така што тоа е еден од важните работи кои нас не интересира во врска со тоа е демократската да имаме демократски избори. Она што
го покажа референдум и начинот како се организираше референдум, не даваат гаранции дека ќе бидат и демократски и председателски Кога, избори. како ви се чини вам ситуацијата? Ќе имаме едни демократски Се председателски избори? согласувам со Здравко дека имаме проблем, особено сврзан со даночна политика и со пазарџиите. Неговите ставови ми се симпатични бидејќи се прогресивно конзервативни. Да, навистина скалистиот Кај виде конзервативен па можноста став човек тука. да работи на 2 места, на 3 места се основа фундамент на тачеризмот во Интересот сваќа Великобританија, има да. политички ставови. Иначе немам ништо против, идејава е супер. И мене ми се допаѓа и мислам дека овде имаме допирни точки и треба заедно да ги отстојуваме. Имаме ли ние демократски избори? Односно изборите и Кој е вашиот можноста, став? Имате ли вие и можноста, кандидати? да, ние размислуваме веќе на неколку имиња, течат анкети и проучувања по локалните клубови и веројатноста да се да ГДУ да има свој кандидат е реална. Но ние ќе се обидеме да направиме малку поширок разговор со тие политички субјекти кои што се исто така како нас надвор од парламентот и се помали, со кои можеме да се обединиме околу личноста и неговите приоритети како кандидат за председател, тие 10-15 негови приоритети и да се обидеме да дадеме алтернатива на македонското општество. Вие ќе Зошто? разговарате со некого, да, бидејќи водиме разговори во се таа работи за насока се неколку уште недели. да, се уште е рано, да видиме прво што мислат да направат социјалдемократите и ВМРО ДПМН, и ќе ви кажам зошто. Некој заговара во нашето општество консензуален кандидат за председател. Сега ќе ви кажам јас од прагматична гледна точка како го разбирам тоа. За мене тоа е една наместена фудбалска утакмица помеѓу Вардар или мојата омилена Брегалница Штип, јас сум од Штип, и Барселона, во која што Брегалница да ја победи Барселона 3-0, а ние како гледачи да платиме по 50 евра влезница на еден таков надпревар со консензуален кандидат и да учествуваме да го легитимираме Тој надпреварот. кандидат ќе треба и да се изгласа. Ако ми дозволи, повеќе од јасно, ако владата се јави во оваа широка форма со заеднички кандидат, каде што се 80% од партиите собрани на едно место, тоа значи дека ова е една наместена утакмица во која Брегалница ќе победи 3-0. Јас не сакам да платам 50 евра влезница на една таква утакмица и нема да учествувам. Не само тоа, нема да го легитимирам. Демократијата има смисла само тогаш кога ќе ги конкурираме идеите и тогаш кога ќе има реална шанса за надпревар. Ние повеќе од година дена од ГДУ зборуваме за промена на изборниот модел. Не очекувајте од нас како партија која што се залага за промена на изборниот модел, да легитимира таков процес. Ако биде дадена шанса за едни демократски избори, таму каде што ќе можеме да кандидираме силни личности, таму каде што ќе можеме да предложиме решенија, програми и визии, тогаш со задоволство би се пуштиле во една таков политички надпревар. Михајло, каква ќе биде позицијата Јас, и на да ви кажам искрено, сум против, значи овој систем на председателски на непосредни избори е воведен заради една личност во Македонија 94 Како година. можело да се спори? Тоа е воведен Сите како известен избори- баланс во сите избори- политичкиот систем на Македонија. Сите избори од тогаш председателски до последниве секогаш се проблематични. Ако ги гледаме, значи со реални очи, значи ако не сме субјективни. И изборот на Борис Трајковски, и изборот на Бранко Црвенковски, и изборот на Иванов. Да, Михајл, меѓутоа и тоа не е вон темата што ја разговараме. Значи, Сите што ги спомнавте, со такви проблематични избори низ кои што поминале, потоа се станувале од Григоров па до Иванов, станувале фактори во државата кои што можеле да бидат баланс на една владина политика, бидејќи наши владините политики ни се високо ниво на договарање за работи кои што не мора секогаш да бидат Кои демократски. ингеренции ги има председателот на државата? Па има полупредседателски Значи, ингеренции систем кај што може За да мене се влие. чисто протоколарни неговите ингеренции. Па Иванов неколку пати само интервенираше амнестија може да дава. минативе години кога предизвика прилична една дебата во Јас сметам дека и овие избори ќе бидат проблематични. Добро, една од точките и да се реформира системот за избори. Мене ми е многу поблизок, значи тоа се огромни трошкови, државата се блокира на сите тие избори, ние премногу често имаме избори. Многу поблизок ми е моделот во Грција, кај што обично ако не помине кандидатот, тој што е предложен со 2/3, тогаш значи опозицијата фактички го добива председателот и на тоа има некој Во чек баланс. парламентот се гласа. Во парламентот се гласа и таа работа ќе се заврши во парламентот за неколку недели. Здравко, вие би поддржале систем на бирање председател во парламентот? И е тоа една форма која... Дефинитивно е аргумент тоа што ќе биде поевтин начинот на
избор на председател. Македонија не е богата земја за да се расфрла по било кои основи, вклучително и то. Но во последно време, особено, се покажа дека председателот на државата може да биде кочница на владини политики кои можат да забегаат. Сега, то не значи дека тоа конкретно оправдува даден председател на држава како конкретно се однесува, но во принцип поради методот на спреги и кочници, веројатно е правилно да располага со поголем легитимитет кој се добива на избори. Тоа е што се обитов со Михаил да го аргументирам, бидејќи ние го имаме тој избалансиран систем, бирање на председател на избори, кој што заради тоа има повисок политички легитимитет. Во принцип, може да се за Македонија на долг рок треба да се размисли за избор на председател од страна на собранието, но во овој момент е важно сепак да располага таа личност. Тоа е вашата позиција. Ова е интересна тема за размислување, но то нема како да се случи се додека ние имаме ваков избор на парламент. И ќе ви кажам конкретен пример зошто го велам ова. На последните парламентарни избори имавме две политички коалиции, едната имаше околу 18-19 гласови, имаше двајца пратеници, другата имаше 26.000 гласови, немаше ниту еден пратеник и сега представете си хипотезата пратениците бираат председател. Што правиме со тие 26.000 кои што не се представени во парламентот? Ние би поддржале таква идеја и би влегле во длабочина да ги изнесеме нашиве аргументи зошто е правилно, ако Македонија го промени својот изборен модел. Сакате да кажете и за парламентарните избори така. мора да се смени моделот за да се ние сме парламентарна република, господине Ордановски. Фундаментот на нашата демократија е парламентот. Ние од таму започнуваме со создавање на нашите институции. Што би значило тоа? Отворени листи, една изборна единица и не знам зошто ние не размислуваме во нашево општество за намалување на бројот на пратениците. Повеќе од ясно е за овие 27 години дека нашиот парламент може добро да функционира и со 70 и со 80 пратеници. Повеќе од 20-30% од нив не одат на работа, не учествуваат во дебатите, се занимаваат само со собирање на ливчиња за патарини, знаеме таа лоша пракса, станавме популарни во регионот со сето тоа. Ајде ако зборуваме за реформа и во изборен модел и во администрација, да започнеме од парламентот. Тоа значи да ги натераме да се предадат големиве партии на кои тоа им одговара. А тоа без нив другата варијанта е да ги разочараме до таква степен граѓаните и после 10 години никој да не оди на избори на гласачките места. Гледате активноста на изборите секоја година паѓа. Се судривме со овој проблем пред неколку години кога требаше цензусот од 40% тогаш кога го жртвуваше во наводници ВМРО ДПМН е Кедев за да може господинот Црвенковски да стане председател. Тоа значи дека нашите сограѓани се до голема степен разочарани од овој начин на правење на политика и на избирање на институциите. И ајде да помислиме што можеме да смениме. Но гледайте, разговараме во конкретни околности. Еден од можните правци каде што ќе оди оваа евентуална криза е токму заради неизбирањето, односно неможноста да бидат успешни председателските избори, да се оди на парламентарни избори. Дури има заговарање во двете големи владеачки партии, помалку во ДУИ што е право, но и во опозицијата има такви идеи. Што би значило тоа за Македонија, Михаил, ако сега треба во април, мај, евентуално да одиме покрај председателски и на парламентарни избори? Видете вака, јас мислам дека ако се оди на председателски избори, мислам дека тие ќе бидат неуспешни во оваа ситуација. Па нема ако се оди, ќе мора да се оди. Не, на овој начин. Значи, од 40% цензус сега да се направи, ја сум убеден дека тоа нема да биде. Дури мислите и ако не бојкотира опозицијата дека тој цензус Ја ви тврдам дека народот е тотално разочаран. И симпатизерите на СДСМ и симпатизерите на ВМРО ДПМН и оние поготово неопределените. Кои што се сепак најголемата гласачка база во Македонија. Значи, јас сум убеден дека 40% многу тешко ќе се. Подготвени сте за парламентарни избори во оваа опција која разговараме? Така ние се подготвуваме за избори. Дали ќе бидат две во едно или ќе бидат само председателски, ние работиме на тој процес. Но кога спомнам Михаил за разочарувањето на нашите сограѓани и на граѓаните на Македонија, нема како да не ве потсетам на тоа дека повеќе од година дена денешната влада по сите можни студија објаснуваше како во Република Македонија има проблем со избирачкиот список, а како што гледате и до ден денеска тој проблем не е решен. Како
на неколку пати и господинот Заев и господјата Шекеринска ја лансираа идејата за една изборна единица. Зошто една изборна единица? Ќе се мобилизираат вклучително и помали партии, ќе се даде можност и на граѓани, група граѓани да се обидат да изфрлат на површина независни кандидати. Тогаш ќе имаме реална битка и тогаш ќе имаме реална политичка конкуренција. А знаеме сите дека таму кај има конкуренција има и квалитет. Емисијава не е посветена на тој парламентарен изборен модел, иако тој има исто така и големи предизвици. Предпоставувам Се разбира дека да, се разбира дека такви модели постојат во држави со многу повисока политичка култура, во држави кои се покомпактни етнички. Ние за таму се стремиме, господин Ордановски. Да, ма ние нема да бидеме компактни етнички, бидејќи сме мултиетничка држава. Ние веројатно ни треба уште прилично време дека политичката култура воопшто во општеството е таква затоа што тоа во принцип бара многу поинформирани и активни граѓани. Да. И сега е прашање на реален ќе биде предизвик и за политичарите и за граѓаните. Да не го смениме системот, а потоа повторно ни пропаѓаат изборите. Здравко, вие сте на слична линија како и Граѓанска демократска унија? Би барале промена на изборниот систем? Она што ние дефинитивно би го барале е намалување на бројот на членови во парламентот и сосема се согласувам со аргументацијата во тој дел 70-80 пратеници, значи Словенија со изброј на население има 90 пратеници, ние имаме 120. Тоа е непотребно оттоварување на буџетот за политичката класа да си зема пари од буџетот покрај тендерите и се останато што си предвидуваат. Така што тука да се согласуваме, она што е голем проблем во Македонија и она дефинитивно треба да се распишат превремени парламентарни избори, бидејќи сегашната власт нема легитимитет да владе. Не постои ветување што го дадоја, што не го прекршија. Значи тоа е дефиниција за губење на легитимитетот. Во декември што не направија? Од амнестирање на политичари, од сојузување со градежна мафија на земјиште што Груевски не го продаде, тие го продадоја. Не баш, таму е тоа земјиште. Од предвидување на зголемување на плати на вице-премиери, воведување заменици, директори на јавни предпријатија, од удари на сиромаштија. Така што нема точка на која имат легитимитет веќе да продолжат да владеат. И треба да распишат предвремени избори. Дали тие предвремени избори, се тука е големата дилема. Значи, дали тие имат капацитет и волја да организираат демократски избори? Јас, за жал, се сомневам. Овој процес се тера преку кршење на демократијата, преку кршење на владење на правото. Дали тоа ќе застане до оваа точка на уставните измени, јас доста се сомневам. Јас мислам дека во иднина ќе ја гледаме онаа слика што ја гледавме досега, оправдување за секое кршење на подкршување на владење на правото и градење на партиска држава и заробена држава. Михаил, дали со нашето евентуално заследување во НАТО и овој почеток на Европска унија завршуваат големите изговори за неправење на овие сите реформи кои што од нас сите ги чекаме и некако да почнат и сите ветувања пропаднат и така натаму? Или ќе се продолжи и понатаму со гледате сега имаме една поважна цел, затоа ќе чутиме за ова бидејќи ова е сепак стратегиски поважно и така натаму? Не, значи ќе мора владава сака неќе да се посвети на тие проблеми. Па да, знаме, владата денеска веќе вработува веројатно партиски кадри, спремајќи се за избори. Тоа што инаку го говореа точно во право се соговорници, дека нема да го прават. Нема разлика, значи истата матрица на владење на Груевски. Значи партиски тендери, партиски вработувања, значи нема никаква разлика. Ја барем не гледам разлика меѓу функционирањето на оваа влада. Добро, што ќе биде крајот на тоа? Дали овие реформи кои што ќе не натераат заради интеграциите да ги поминеме, дали тоа ќе влие или тие реформи ќе бидат исто така попатно? Не, тука ние имаме се соочуваме со една ламја што има шанса да не изведе државата. Таа ламја се вика вработени во администрација. Ја кажа Здравко, Словенија. Значи ајде да се компарираме, иста држава, ист број на население, иста територија. Кај нив 70.000 вработени во администрација, кај нас еднаш викаат 160, некој вика 180, некој викаат 200. Добро, викаат и 125, што исто така многу. Дали можеме ние тоа да го поднесеме како држава? Значи толкав број на администрација. И плюс нефункционално. Да знам, ама знаете како Заев дојде на власт ветувајќи дека никога нема да избрка од работа.
Ако почне да брка од Не. работа, веројатно левица ќе рипне и ќе каже еве ова партиски бркаат од работа. тука мора, Напротив, значи- овие додаваат, овие отварат нови конкурси. Ама тоа нема крај. Нема Па, крај. ја именно знам дека нема крај. Совработувањето дојдете, во јавната администрација. Значи мора да разликуваме не е 125 или 160 илјади во јавната администрација, туку во јавниот сектор. Во јавниот сектор имате делови каде што имате мањак, недостиг на вработени. Имате некаде каде што се натрупани, дури немаат место. Имате луѓе кои седат дома, Па, чувме се призна тоа, да. власта Така е. дека седат дома и земат плата. Значи не нишат врата, земат плата. Уште полошо од тоа. И без И дишење се земат, уште не ги бркаат од работа. И дополнителни Добро, што е вработувања. право има. некој не седи тука и сега да се во страство Веројатно. земат плата, па не може да ги збркаат, Така што веројатно не може да ги најдат. може да се почне со сонив, ама мислам година и пол не почнуваат сонив. Има процес на природно мислам пензионирање, така што и тоа е намалување на вработување. Петар, Јас се чудам уште колку прибе треба да имаме. Имаме 1, 2, 3, ова стана како Рамбо неколку етапи. продолжение. Иако ова звучи шеговито, но е премногу сериозно. Мислам дека тие експерти кои што дојдоа во оваа земја фрлија многу енергија и труд за да ни создадат еден документ на кој што да се обидеме да ги поставиме основите на функционирање на Македонија. И ние за жал заборавивме дека воопшто многу ретко веќе во студијата и во колумните на новинарите се спомнуваат препораките на Прибе. Односно администрацијата, ние на неколку пати се обидовме преку соопштенија и наши настапи да го предложиме германскиот модел на функционирање на администрацијата. Нели ние се стремиме кон Европа и едва и нели тешко дека ги измислиме кој знае што, најдобро да копираме таму каде што најдобро функционира. Администрацијата во Германија е за пример и мислам дека тој пример треба да го прифатиме и ние и тоа се разбира ќе биде еден долг процес. Да објасниме, тоа е германската администрација е Германската администрација функционира последниот начин кога зборуваме за отпуштање од работа. Имаме на многу места на јавните институции, ќе видите камера, ќе видите микрофон, ќе видите картички кога влегуваат и излегуваат чиновниците од работа и ќе видите едно машинче како во банките во Република Македонија, каде си натиснувате бројче и ви кажува повелете во 11 часот е вашиот ред. Вие одите на работа, во 11 часот ве чека чиновникот. Ако има 3 официјални поплаки за соодветниот чиновник, после третата Петар, поплака заминува сето дома. тоа ВМРО што е Ако- право во минатите десетина ако- години се обиде да го воведе и тоа не ги спречи повторно да го експлодираат државниот административен сектор. Се Тоа не ги согласувам. спречи тие машинчиња да не работат и така работата натаму. по која што ја тера и оваа влада со новите заменик директори е во истата насока. Јас сакам само да ве прашам, не е ли Мене- прашање и менталитетот, не е ли тоа е притисок од јавноста, Се бидејќи разбира голем дека дел од да. јавноста Се чека да се разбира работи дека во да. држава. Се разбира дека да. Ние треба да прифатиме дека сериозните нешта во државата и оние кои што го полнат буџетот, има економски напредок е во приватниот сектор, а не е во државниот сектор. Овде и образованието има клучен момент. Какви кадри ќе подготвиш и каква мотивација на тие млади луѓе ќе им дадеш за воиднина. За жал ние треба да прифатиме дека вењето бајраци партиски и одење по митинзи не е предуслов за добра кариера. Предуслов за добра кариера е добро образование, добра подготвеност, искуство, поможност и меѓународно и да се пробаш во приватниот сектор. Се разбира дека тоа нема како да се случи утре, и јас тоа го прифаќам како аргумент, но сите како општество треба да работиме во таква насока ако сакаме нешто да промениме. Господа Пановски, Колев, Савески, јас ви благодарам за вечерашната дискусија. Се обидовме да биде динамична и да не се согласиме во се, но мислам дека на гледачите им беше забавно. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со ова издание на Печатна неделата. Останете со еден ТВ, бидејќи и после овој термин има уште еден дематен термин и се надевам дека ќе бидете со нас и идната среда во новото издание на Печатна неделата. Благодарам.